Една деценија го носеше дресот на националниот тим и беше соиграч со голем дел од овие репрезентативци кои што се сега носители на игра. Зборуваме за Деспотовски, со кој што заедно всушност ја делевте позицијата организатор на играта. Владо Милев, Никола Ѓоргиев, за вас се сите добро познати. Дали уште тогаш кога игравте можеше да се почувствува, да се насети дека таа генерација, односно оваа генерација сега, ќе направи еден ваков успех? 3 големи надпреварувања во низа и ева сега и домакини на едно европско првенство. Па тоа е една успешна генерација која успешно ја представуваше нашата држава уште на Балканијаите во младински категории. Значи таа заедно растеше и успеа да ја донесе нашата држава Македонија на едно големо надпреварување. Еве веќе трето европско првенство поред како ние учествуваме оваа година како домакини и се надевам дека ќе го постигнеме најголемиот успех досега во нашата историја. Тргнуваме со Данска, директен конкурент за местото кое што води во осми на финалето, противник кој што е многу добро познат, веќе напоменав и претходно во најавата дека играме многу со нив во последните 10 години. Какви се твоите погледи за надпреварот со данците? Како што спомнавте и вие во најавата, Данска е наш должник, значи не победи во Сребрената лига, но ние тоа треба да го заборавиме. Значи ова е европско првенство и ова е клучната утакмица, не само за нас, туку и за данската репрезентација. Со ладни глави, смиреност, со пожртвуваност и со голема борба да успееме да ја добиеме овој надпревар и со уште поголем поттик да продолжиме понатаму. Што е она што ќе биде клучно за Македонија, односно во нашата игра, за да може да стартуваме онака како што посакуваме, победнички? Па сите играчи треба да го дадат максимумот, тргнувајќи од нашиот капитен Никола Ѓоргиев, кој е најискусен, кој има најголемо меѓународно искуство. Сите играчи да му дадат подршка, да го дадат својот максимум, да извадат најдоброто од себе. Јас мислам дека се многу добро подготвени и дека со една голема борба и со огромна подршка од публиката ќе дојдеме до посекуваниот резултат. Што е оно што треба да се плашиме од Данска? Данска игра брза одбојка, игра добра одбојка, квалитетна и на ова европско првенство нема репрезентации кои што се слаби. Значи сите играат на едно врвно ниво. Целта ни е осми на финалето. Дали е тоа реалност, доколку се погледне квалитетот на групата кој што го имаме? Имаме една Полска која што освои Лигата на нации пред неполни месец дена, имаме Холандија која што е втор фаворит, Чешка со која што исто така паметиме една 2008 и еден златен сет овде во оваа сала, и ги имаме Данска и Црна Гора кои ги гледаме како шанса. Реално ли е осми на финалето? Најголема реалност досега од овие 3 европски првенства е ова. Значи играме дома и имаме први 2 надпревари против Данска и против Црна Гора, кои се наши одлучувачки надпревари, како за нас, така и за нив. Мислам дека ова е голема шанса за нас да се пласираме во осми на финалето и да постигнеме еден одличен резултат. Кој сметаш дека ќе биде фидбекот за македонската одбојка од тоа што сме домакини на едно европско првенство? Па, како прво, уште поголемо, како да кажам, децата повеќе доаѓаат во сала, значи со ова да ги привлечеме децата, дали машки или девојчиња, да дојдат во сала, да тренираат одбојка и да ги најдат своите фаворити. Кои се вашите фаворити на ова првенство покрај Македонија? Секако Македонија за нас секогаш е прв фаворит, па Италија како европски и светски шампион, Полска, Франција и секако екипите од нашето соседство не смееме да ги заборавиме, Србија и Словенија. Мислите дека меѓу нив ќе биде поделбата на медалите? Па мислам дека да, дека тие се најквалитетните и дека тие ќе одлучуваат кој ќе биде европски шампион и кој ќе ги освои медалите.